доаѓате во емисијата Европски клуб. Секако дека е интересно да се разговара со вас со оглед на тоа што живееме во исчекување, каде што на 14 октомври и официјално да биде даден нашиот извештај на Европската влада, на Европскиот парламент, во кој што ќе треба да се дадат и оценките и препораките. Вие се вративте неодамно од Брисел, сте член на Мешовитиот комитет за комуникација меѓу Македонија и Брисел. Според вас, што очекуваме ние? Република Македонија изминатиот период активно работеше во насока на исполнување на препораките на институциите во однос на реформите кои што треба да ги направиме, за да овозможиме, односно за да се доведеме во ситуација да преминеме во следната фаза во интеграцијата со Европската Унија. Ние се надеваме дека како резултат на сработеното, како резултат на посветеноста на сите институции во Република Македонија, овој европски проект ќе добие своја валоризација во овој момент од нашиот развој и дека Европската комисија врз основа на еден објективен и еден фер пристап ќе даде една објективна и фер препорака за начинот на кој што македонските институции изминатава година се однесува и беа посветени во интеграцијата на Европската Унија. А јас лично се надевам дека како резултат на целата енергија која што селото општество ја даде, независно дали сме власт или опозиција во собранието или сме собрание или влада во однос на поделбата на власта, јас се надевам дека како резултат на сработеното за одреден временски период ние ќе бидеме сведоци дека процесот на европски интеграции доживува квалитетен исчекор. Европскиот парламент ево веќе 2 месеца функционира во новиот состав. Заминува Меер, нашиот известител, доаѓа Талер, словенскиот известител. Словенија отсекогаш, барем додека беше преседавач на Европската Унија, сакаше да ја помогне на Македонија, меѓутоа процесот и датумот се уште не се донесени. Очекуваме ли некоја промена и објективност и од словенечкиот известувач? Принципиелно, кога зборуваме за позицијата на Европскиот парламент во однос на Република Македонија, секогаш и во сите прилики тоа можеме да го заклучиме дека Европскиот парламент како институција е еден од најголемите поддржувачи на процесот на проширување на Европската Унија. Република Македонија држава со европска перспектива која што сака да се интегрира во Европската Унија. И оттаму, имајќи ги предвид институциите на Европската Унија, ние низ годините до денес, но се надевам дека тоа ќе биде случај во иднина, многу особено и многу темелно внимание посветуваме на квалитетот на односите кои што ги градиме со Европскиот парламент, бидејќи таму се всушност нашите најголеми пријатели, нашите најголеми лобисти, личности кои што принципиелно го поддржуваат процесот на проширувањето, кои што се залагаат за натамошно привлекување на нови држави членки, на нови народи, на нови култури, и се надевам дека таквата енергија која што доаѓа до Европскиот парламент во иднина уште повеќе ќе ја искористиме. Во однос на новиот известител на Европскиот парламент за Република Македонија, јас сметам дека како што тоа беше случај во минатото со господинот Меер, така и во овој случај ќе наидеме на една широка отворена поддршка од негова страна, ќе наидеме на личност која што објективно ќе се произнесува во однос на напредокот кој што ги има Република Македонија, но се разбира ние како одговорно општество очекуваме од него да ни патува внимание, да ни укажува, да не критикува, се разбира доколку има потреба за тоа во однос на карактерот на патот по кој што одиме, бидејќи се разбира европските интеграции представуваат еден сложен процес во кој што никогаш не можеме да кажеме дека се имаме направено. Најважно за нас како пратеници во собранието на Република Македонија е да продолжиме да ги усвојуваме законите кои што се дел од нашата европска агенда. Собранието представува една институција каде што можеме да кажеме дека оној принцип на споделена политичка одговорност во кој што подеднакво за нашиот европски пат имаат одговорност и влијание како што е тоа случајот со власта, така тоа е случајот и со опозицијата. Практично во собранието доаѓа до сосредоточување на сите принципиелни генерални позиции на политичките партии дека европските интеграции представуваат нивен фундаментален интерес. И оттаму сметам дека, имајќи го предвид овој општ консензус кој што постои во собранието на Република Македонија помеѓу власта и опозицијата во однос на процесот на европски интеграции од една страна, како и огромната поддршка која што доаѓа од најголемиот дел од политичките групи во Европскиот парламент во однос на интеграцијата на Република Македонија, сметам дека таа силна линија, таа силна енергија треба уште повеќе да се искористи за да ја помогнеме на Република Македонија час поскоро да се застане во Европската Унија. Мислите ли дека и со вашето активно вклучување преку мисовитата тројка контактот со Брисел, дека конечно и пратениците ќе сватат на парламентот колку сега новиот состав ќе влијае во смисла на тоа да се разбере, а многу го разбира тоа прашање, кој е услов и за понатаму,
бидејќи се најавува без оглед на тоа што се случува во Грција со новите парламентарни избори и промената на власта. Очекувате ли дека токму во парламентот ќе се случи нешто што ќе биде во позиција за позитивно за Македонија? Република Македонија, институциите на Република Македонија, оние фактори кои што согласно уставот и законите имаат обврска да реализираат определени аспекти од македонската надворешна политика, активно преговараат во насока низ наоѓање на взаемно прифатливо решение во однос на спорот кој што ги има Република Грција со Република Македонија околу нашето уставно име. Кога ќе се обидеме да го антиципираме овој проблем во Европскиот парламент и да ги земеме предвид вкупните европски интеграции низ призма на овој проблем, можеме слободно да заклучиме дека Европскиот парламент прилично фер си има поставено во однос на спорот кој што го имаме со Република Грција, бидејќи многу пати досега во голем број извештаи, како и во заклучоците на состаноците во рамките на Мешовитиот парламентарен комитет, принципијалната позиција на нашите колеги европратеници е дека спорот кој што го имаме со Република Грција представува спор кој што се води надвор од институциите на Европската унија и имајќи го предвид фактот дека ниту можеме да влијаеме, ниту можеме да помогнеме, ние се определуваме да дискутираме за оние теми кои што се навистина дел од нашата европска агенда, кои што се навистина особено важни за граѓаните на Република Македонија, кои што представуваат дел од нашите аспирации, обврски кои што ги имаме превземено со серија документи и јас се надевам дека таквата пракса ќе продолжи во иднина. Уште повеќе само сакам да ве потсетам дека Европскиот парламент представува еден шаренолик клуб кој што рефлектира различни национални, различни политички и други интереси и во најголем дел можеме да заклучиме дека сите тие силно застануваат зад позициите на Република Македонија, зад нејзиниот европски пат и јас во нашите колеги европратеници гледам искрени пријатели на Република Македонија, како во очите на известителот, така во очите на новиот копредседавач на Мешовитиот парламентарен комитет, на членовите на Мешовитиот парламентарен комитет и на другите европратеници кои што мислам дека се искрени поддржувачи на процесот на проширување и верувам дека со својот ангажман во следните 5 години, колку што им трае нивниот мандат, ќе дадат свој придонес за Република Македонија да стане дел од европското семејство.